Поранешната детска амбасада во Штип претворена во наркоманско довло. Станува збор за објект кој се наоѓа во непосредна близина на црквата Свети Илија и Хусам Един Пашина џамија, кој со години стои руиниран и напуштен. Во ваква состојба, местото е идеално за собирање на зависници од дрога, тврдат тамошните жители. Највеќе после 8 сата, колку сакаш има наркомани. Има и шприцове таму. Еве видете самите какво е запустена таа зграда. Штета и многу смета. Викање, тркање, што свашто. Абе, дечијата не може да смееме да ги пушиме. Па ќе може и ударат лошо да го попасат децата. До сега, институциите неколку пати се обиделе ваквата состојба да ја надминат. И покрај сите мерки кои што се преземаат за нејзино расчистување, таа секојдневно станува се поголема опасност за сите жители во оваа населба. Уништувањето на наркоманските довла и намалување на бројот на зависници се предмет на работа и на полицијата. За првите 6 месеци од годинава СВР Штип поднесе 31 кривична пријава против 39 сторители кои биле поврзани со неовластено користење и дистрибуирање на дрога. На подрачјето на ПС од општина држава Штип се поднесени 13 кривични пријави против 16 сторители, во Свети Николе се поднесени 4 кривични пријави против 5 сторители, Пробишти 1 кривична пријава против 1 сторител, Кочени 7 кривични пријави против 9 сторители, Берово 3 кривични пријави против 3 сторители и Делчево 3 кривични пријави против 5 сторители. Дали и кога ќе се реши проблемот со наркоманските довла е прашање, зашто тие се потенцијално жариште на многу заразни болести. Едно такво во Штип беше и поранешното летно кино, каде општината при уривањето пронајде огромен број на игли и шприцеви.